Промената на уставот и внесувањето на бугарското малцинство без да добиеме гаранции е само краткорочно решение. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека ниту милиметар нема да се помести од позициите што ги има владата во однос на непопустливоста кон Бугарија и Европската унија да знае дека веќе нема да се разговара за идентитетски прашања. Тој предложи во Европскиот парламент да се изгласа резолуција за Македонија, за да се види дали уставните измени се единствениот проблем, но и какво ќе биде однесувањето на дел од пратениците од Европскиот парламент, доколку го признаат постоењето на многовековниот македонски идентитет и многовековните корени на македонскиот јазик. Верувате дека нема ни милиметар да се поместиме ако немаме национален консензус. Еве, јас предложив во Брисел. Ајде да видиме дали е проблемот само промената на уставот. Еве, вие пратениците во Европскиот парламент поднесете резолуција со која Европскиот парламент ќе изгласа дека постои многовековен македонски идентитет и дека мојот македонски мајчин јазик има многовековни корени. Па да видите како ќе се однесуваат дел од вашите колеги. Еве, таму не треба юнанимити. Таму не треба 27. Еве, поднесете вие пратениците да видите што е во суштина проблемот. Додека Македонија го има како проблем билатералниот спор со Бугарија, од европските лидери стигнува порака дека проширувањето ќе се темели на заслугите и реформите. За време на дводневната посета на Брисел, Мицкоски се сретна и со техничкиот премиер на Бугарија Главчев, кој го пофалил говорот на македонскиот премиер таму, но и му рекол дека во бугарскиот парламент сите биле против него. Ме поздрави и ми кажа дека сум имал одличен настап, дека сум имал одличен говор и дека на тој начин треба да се градат односите помеѓу двете држави. Јас на тоа одговорив одлично, ајде во скора иднина да ја кренете рампата, да можеме да почнеме да преговараме и на тоа добив одговор, знаеш, во нашиот парламент сите се против вас. Патувањето на Скопје по трневите стази до Брисел ја чинеше Македонија промена на знаме, име, банкноти. Направивме многу отстапки, затоа според Мицкоски време е да се стави крај на фрустрацијата што ја имаат македонските граѓани и земјава веќе да не биде жртва на билатерални прашања кои задираат во македонскиот идентитет.